пријатели. Zatvaram oči, se teleportiram pred putnik 80 i neko ja. Ceki, odi si doma i iskočilo nešto, ne dovaga mi rekoa. Na dvore civra, šo deka je prolet, koa koča ne izmrznat me. Mene pa uši mi gorat, slušam nešo mi zborat, u bolji život ide me. Džabe živiš u Skopje, na šo se nadaš, druže moj, danas ništa više ne isto, nit si ti isti od toj. Džabe živiš u Skopje, džabe sanjaš, druže moj, danas ne nikoj son nikoj, nit ona na isti odbroj. Kuko traži me Johnny, predani i boni, u Tropicana ke sme cepale. Nego dolagja picnat, so 3 avioni, jer samo Да, Зоран Спасов, зов ми е денеска во утринска и секогаш ќе ни биде малку време за муабетење. Толку убав разговор имавме пред не опуштане, не со целиот тим овде во утринската и верувам дека ќе влијаме позитивно и ќе продолжиме таа позитивна атмосфера и со гледачите. Имаме голема повод и минатата сезона имавме голема повод. Дžabe живиш у Скопје, иначе спотот кој што не подсетува и на твоето дело, инспирација токму од твоето дело. Спот кој што не подсетува на старо Скопје, евоцира спомени посебно кај стари скопјани и генерално сите македонци, снимки кои што ретко може да се видат, да се најдат, секоја чест за тоа како си успеал, нели, да ги најдеш. Но како и да е, добре дојде прво, затоа што минатото интервју го гледав спремајќи се за ова и викам, Ненаде, што си набрал 4 минути го најаваш човекот, не го остави да каже добро утро или добар ден, така што ќе се поправам овој пат. Да, добро утро. Стварно ми е драго и еве севте, вие сте први стално, увек сте први. Благодариме. Значи ми кажа таму од позади дека можам слободно на скопски да зборам. Можеш, зашто да не, никој нема да замери, а и види и она што го презентираме на скопски, така што дека биде автентично, така ли. А и малку да те вратам, јас со на ти, затоа што навистина те почитувам и нели да битен ни е муабетот. Да те вратам малку во ова претходно дело, не во оние претходните многу, него во Džabe живиш у Скопје, сега од оваа гледна точка, од оваа временска дистанца, задоволен се како помина, од тоа колку е прифатена од публиката, читана од публиката, тоа дека е најпродавана и понатаму си држи, секое твое дело е така. Да. Па тоа беше нов облик на пишување, реално, тој некој хибриден модел на афоризми, квоутс и така натаму. И ја така искочи од мене, као тест го направив, некои 100 и 10-115 страни. Реално на промоцијата беше атомска бомба. Мислам, тоа се деси катарза, не знам што се деси, дојдоа немаше ги совере сите, се продаваат 400 книги на промоција. Мислам, за споредба други писатели продаваат по 20. Вкупно, не само на промоција. Ова само 400 тогаш, ама ја им бев лют, пошто имаше 600 души. Тоа значи дека не купиле сите. И затоа сега на оваа промоција ставив камери и после дома кој тојавме со жена ми, нели као младенци кои бројат пари, ние гледавме овој купи, овој не купи, овој купи, знаеш тоа. Сега више си имаш список кој да, имам список. Иначе таа книга стварно беше многу добро прифатена, меѓутоа имаше дебати многу на Facebook групиве, дали е живиш скопски или тетовски, дали е ова, дали е она. Меѓутоа ненормално добри критики. Ја поише критики добив за таа книга него за Тито романот. Да. Но секоја ти чест, затоа што констатираме со сите гости генерално на наразлични теми едно исто дека заборавивме да се смееме и потребна ни е инспирација и за смеење и еве едно вакво четиво кое што ако ништо друго ќе изнуди мала насмевка позитива во животот. Така е, најтешко е да го насмееш човек. Да. У литература и во театар и секаде е мислам најтешко е поготово у литература зашто тука нема гестикулации и деткања, значи гегови. Ова е стварно, али ова сега, ова дело е нешто најдобро и
што излезе од мене, да кажам. Значи тоа беше напорно да се пише. Вака ќе се надоврземе за ново дело. Со околу продажбата и околу подпишувањето, тоа се смеевме и некаде те чув дека кажа дека претходната промоција на толку продадени 400 и да не се држиме сега до бројката. Книги, вика ништо не видов од промоцијата, само подпишував. И го смени тој начин, нели? И кажа, оваа промоција ќе подпишувам кога ќе ја прочитате книгата, така ли? На испрашување. Како не испит? Колега 3 праша. Што се деси? 400 книги по една минута се 6,5 сата. Значи како да кажам, сега и овако не реков, не подпишувам и фино лепо ќе си ја прочитаат, ќе дојдат у кафичото литература, ќе ги испрашам 3 прашања. Ако на 2 од книгата ја подпишам, ако не, ќе дојдат другата сабота. И после на социјалните мрежи нека сликаат книга. Тоа значи дека ја прочитале и пролазна добиле. Да. Добро, Цепај сине, уште една книга која што беше промовирана на интергалактичка промоција, која што се случи и дефинитивно направи повторно гунгула. Како ми спомена, четворица, барем од оние што ги изброја, беа изнесени од промоцијата, па неле во несвест. Ретко, мислам, овие што беа тамо беше стварно гужва. Гледаме снимки од тоа. Добро, беше гужва, беше стварно една катарза, една ослободување на неверојатна позитивна вибрација од сите беа насмеани, сите почнаа да се сооблекуваат, стари луѓе по 60 години тоа играа без неја. Значи, утрената гарант 10 кука имаат сменето од овие. И тоа она што беше интересно, 4 души падна у несвест. Ја не знам на што се должи тоа, веројатно емоции, може загушливо малце, може ова, може она. Меѓутоа 4 души. Надвор имаше амбулантно возило и за среќа сите, мислам, се опоравија. И интересно, еден добаци вика, Зов вика, на концерт на Елвис Присли немаат 4 души паднат у небес, овде падна. Да, бога ми, убава констатација. Да, и му треба на Скопје и таков живот и таков тип на забави. Впрочем, самата промоција понуди одлична забава, гратис забава за сите оние кои што сакаат да додадат и имаше навистина и исполнување на овои евергрини, овои песни. Имаше специјален гостин, немој да си скромен. Не. Тоа е живот на желба ми беше мене, нашиот, ќе кажам Здравко Чолич, на исто рамниште Драган Мјалковски, да го донесам. На моје огромно задоволство прифати, дојде, отпеа како никогаш до сега. Значи, тоа беше делириум. И многу беше интересно што целата промоција беше со македонски шлагери и евергрини, со неверојатно, како да кажам, се бесеа од радост луѓе. Толку беше таа една енергија позитивна и си викам, добро, можно е, значи, се направи страшна журка овој со македонски песни. И бендот позади, Ringtones, The Ringtones, они се надминаа себе си, дури и Драган ги пофали, рече, една нота не утнаа. Така да целиот тој, и пак ќе кажам, на почетокот дури и Александар Микич отвори, он беше конференцијер, он ја отвори целава приказна, кажа, преубави збори, ја почитувам него, до небо, како да кажем, не човек од друга планета, можам слободно да кажам. И така тоа едно се заокружи една скопска урбана приказна, кај што дојдоа стварно тие што мене почитуваат, што сакаат добра забава. Викам, така, тоа е, отприлика. Скопје некогаш и Скопје денес и Зов, што може на новите генерации, како новите генерации ги прифаќаат тие приказни, им се верува ли дека Скопје така живеел? Знаеш што, имам доста контакти со млади, и работам во фирма кај што сите вработени, јас сум постар од нивните родители, реално. И на многу од нив им е криво што не живееле, вклучувајќи ги и моите деца, им е криво што не живееле у тој период. И ја, знаеш како, имам некоја од Господ, као насо ми се сони, да ја пренесам таа енергија, тој хумор поготово, тие емоции ги пренесам низ моите книги, веројатно тоа е една од причините зашто ги купуваат, зашто имам толку фоловери, мене ме тера публика да ја пишам, не е дека јас сакам. Ти инфлуенсер стана, слушај, може нешто ексклузивно да кажам. Ова е многу ексклузивно и непријатно малце. Ми приоѓа еден човек од Америчка амбасада, сега на 25 години, Канал 5, и ми вика, брат, те пратиме. Имам шо е, вика, имаш ти големо влијание, инфлуенсер си,
али не си опасен. Така ми вика. А бога ми значи таа критика со оглед на тоа дека американците се у првите страници. Ја мислам дека пасошот ќе ми го пуштат у шредер вака и у талјатели ќе ми го претворат сега после ова. Зов, преовладува таа југоносталгичност, нели, ретро Скопје, тие приказни, убави приказни, тие мајтапи, тие шеги. Цепај сине, веројатно продолжение на она што го имаш зацртано како план. Би сакал малку, нели, чисто да заголицаме. И кој е таргетот, да речеме, кој што најпродаване, кој е таргетот кој што ја купува, нели, младиве, дали ги интересира и сакаат да прочитаат, нели, покрај овие шеги, текстови поврзани со шегите и така натаму, може многу да се дознае од овие дела, нели, за животот тогаш. Да. Вака се, оваа книга е некој апдейт, да кажеме, на Џабе живиш у Скопје, тоест најдобрите 150 работи од Џабе живиш се тука направени. Хуморот е дигнат на еден левел погоре, има 2000 овдека поеми, тоа е стварно сериозна бројка. А таргетот што ме прашуваш, знаеш како, огромен дел од мојата публика е што не чита книги. Да. И сега ние да го вратиме она читањето што било, нели, пред Тито да го заболе ногата, нели, тогаш многу се читаше. И сега да го вратиме, ствари тоа, ние мора да почнеме да читаме ваква литература, па да се вратиме... Навиката за читање, да. А ова, као што кажа, овакви книги и на Џамбазов книгите се некој влез во тој свет на литературата. Јас затоа и со стилот и со све се обидувам, знаеш, да допрам до тие луѓе. Нормално дека публиката ми се урбани ликови, многу, и немам што кажам, ќе продолжам да пишувам, меѓутоа сега на нешто посериозно идам. Го спомна Џамбазов и во минатата прилика ми спомна дека можеби имате и заедничко дело, до каде е тој план? Можете да се најдете со обврски? Не може, он е презафатен. Да, презафатен, он работи како никогаш во животот. И можам слободно да кажам, на концертов што се деси сега некња у ботата, тоа беше делириум. Значи, луѓе по 60 години вакви ко мене, цмиздреа, плаче, емоции, тоа беше чудо од концерт. И се додека имаме такви концерти, е добро, меѓутоа, знаеш како, кај нас поголема катарза се дешава на Милица Павлович него на Игор Џамбазов. За жал да, но веројатно ни треба време да се свестиме и многу фактори влијаат на сето тоа. Сега, каков е планов за втор дел, трет дел, пети дел, во кој стил? Тука завршува. Ова цепенковистичка. Ова оди може би во некоја дигитална варијанта. Огромен притисок имам за да се преведе на англиски. Огромен, затоа што добар дел од може да се долови на англиски начинот на пишување? Треба урбан лик после да го пицне, иначе добар дел од се универзални, да кажеме. Например, сигурно на 70% се универзални. Добро. Нели поими, тоа ќе се работи, а инаку од проекти имам сега еден роман што ми е ама стварно тоа чудо ќе биде. Мислам вака нескромно нели звучи. И има една театарска представа, тоест текст еден што одамна ми стои овдека позади да го довршиме со екипава, со Микич и со другиве. А со некакви лесни сценарија би се занимавал од типот на стендап комедија? Па види сега, да не е тоа монодрама, да не е тоа во тој... Тука оставам, знаеш како, на самите актери, зашто мене ми пристапија најзвучните имења во македонски глумиште, комичари ми пристапија дали може да користат делови од книгиве мои, зашто од оваа книга глупо е да кажам, ама сигурно може бајги стендапи да се изводат на многу теми. Ја немам проблем со тоа, меѓутоа ќе оставам на нив. Ја немам време и, како да кажам, тоа е. Јасно. Задоволство ми беше, времето ни оди и ние секогаш имаме време, но вака го цепкаме. Ќе оставиме нешто и за следна прилика. Нека не биде до година, се гледаме со причина, така ли? А тоа ако биде и побрзо, секогаш драго ни е. А книгата веќе може да се најде, литература, нели? Цепај сине, читај сине и прочитај што има Зов да каже, така ли? Благодарам многу.